Капитални инфраструктурни проекти, реконструкција на улици и изградба на спортски сали и училишта. Парите од унгарскиот кредит наменети за општините се користат за решавање на децениските проблеми на граѓаните. Премиерот Мицкоски и вице-премиерот Николовски за време на посетата на општина Кавадарци порачаа дека се работи активно на реализирање на проектите помогнати од централната власт. Таму е во тек изградба и реконструкција на повеќе патишта, фекална канализација, а се отвори и спортска сала. Ние како влада ќе продолжиме преку министерствата да помагаме во општините, бидејќи тоа е наша цел, да се гради, помалку да зборуваме, повеќе да работиме, да градиме, нешто кое што им е важно на граѓаните. Паралелно со локалните проекти засилено се работи и на централно ниво. Вице-премиерот и министер за транспорт вели дека по отворањето на патот Градско-Дреново во завршна фаза се и активностите на делницата Дреново-Фариш, која наскоро ќе може да се пушти во употреба. Ние во тек на месец јануари бевме во близина на Кавадарци и пуштивме дел од она што треба да е експресен пат од Градско до Прилеп, односно ја пуштивме делницата од Градско до Дреново. Можам да кажам дека интензивно се работи на Дреново Фариш, на заштита на косини, на решавање на одредени безбедносни проблеми кои што ги имаше и за многу скоро време ќе можеме да видиме отварање и таму. За локалните власти инвестициите со поддршка на владата се важни и очекуваат тоа да продолжи. Ова се средства кои што општина Кавадарци ги доби од маđarскиот заем преку Министерството за транспорт и врски во вид на грант. Исто така денеска ќе посетиме и уште еден проект кој што е од грантот добиен преку Министерството за транспорт и врски од заемот од маđarските пари. Тоа е проект во село Ресава со должина од 1300 метра, изградба на нов пат до викенд населба Косовец. Минатата година вкупно 1,1 милион евра преку Министерството за транспорт беа префрлени на наменска сметка на општина Кавадарци и се реализираат веќе 5 проекти кои се во напредна фаза.